И кога не снимаше, он не снимаше посебно, ние поима немаме кој од нас што кажал. Да, снимани сте неколку пати, не само еднаш. Неколку пати секако. Да. И овдека не само предметите, него и луѓето што се погрижиле да ги донесат. Тука беа од Бранд, Љупче, Бапчо, некој од директориве, значи стварно таа сцена мислам дека му беше, не знам, веројатно најрежирана и најмногу се потруди. Дури и Андреј беше тука сега, за жал. Андреј Ѓоргиевски, Андреј ДНК, како што го знаат сите, има една улога во документарецот. Можеш да ја објасниш улогата на Андреј? Режирана. Не знам дали е соодветен термин режирана, тоа е догматски пристап во филмот. Што значи се догма да не држи? Кога ги луѓето што ги снимаш не знаат што се баш случува до крај или нема сценарио. Тоа е еден поотворен филмски пристап. И овој филм е една платформа која што дефинитивно главната инфраструктура е документарна, а има играни делови, има војсовери. Така е. Таму е се да не откриваме за публиката, нешто многу интересно е, збори и го раскажува филмот. После го има овој догматскиот пристап и плюс во дечките двајца ликови кои што знаат што се случува, пошто тројцава не знаат, цело време ја ги снимам одвоено, се до еден ден доека не ги собирам со возилото во кое што најмногу се возеа и ги носам у МНЦ. Возилото со кое поминале децении и децении, чисто да им кажеме. Тоа комбе си. Истото е, тоа е. Тоа е комбето екзактното, значи броевме од над 1800 скеча си има само комбето појавено. Па ти види сега каков дел е од К15 комбето. И 4 пати му е свртена километраж. И 4 пати му е свртена, да, километр. Тоа е многу сериозен член на К15 комбето. Првата голема инвестиција на К15 таа. Мислам дека уште пред камерите и све беше 90. Да. Пета, и во документарецот чисто да им кажеме, не е некој спойлер, има двајца луѓе кои што само го да тоа сакам да стигнам, значи улоги, кои што не се улоги, него на некој начин се водители кои што знаеа што се случува во филмот. Да. Тоа беа двајца од луѓето кои што беа и активни, има продуцентска улога во самото К15. Првиот е Ангеловски Томе, кој што многу долго време Томче да го видовме. Да. И вториот е Андреја ДНК, како што го знаеме сите. На сред снимање многу голем шок беше, мислам, дефинитивно за нас. Оноа што се случи, се сеќавам, ми се јави директорот на фотографија Илија Жоговски и ми вика, знаеш, тоа беше едно многу напорно утро за цела Македонија. Нели од кога не удри и мислам шокот за што се случи, ама потрагата додека траеше и слично се јави Жога и вика, знаеш што, да ти кажам, ама полека, ти кажам и ти не си 25 години више, шо иди пие една вода, вака и вака вика, Андреја уште нема појавено во целата приказна. И тука ме удри прв, ја шо викам Штрафци и Ерубубрек, викам, друже, го знаеме нашиот сигурно до крај не се дал и отишол до се што можел да даде за да спасуе. И така и бидна. И тоа беше еден дел кој што дури му стаи мала запирка на филмот. Ја 10 дена после тоа и не можев да отидам на монтажа и која и да го упалеше Бранко филмот, само така бев тивок и па не можам да продолжам да зборам. Слава му на Андреј. Слава на сета и он многу се радуваше и помагаше реално. Многу му беше драго што се собравме да го работиме тоа и се вложи прилично и навистина ми е жал генерално за и за него и за фамилијата, ама ми е и жал ми е што не успеа да се види во филмот, да го види.